На 30. март администрацијата излегува на предупредувачки протест. Ако платите не им се покачат скалесто на сите и не се усогласат со порастот на минималната плата, ќе има и генерален штрајк, се заканија денес од Конфедерацијата на слободни синдикати. Бараме владата да го покачи бројот за онолку проценти, за да можат платите во јавниот сектор да бидат оние кои што треба со минималната плата, но другите да се задржи распонот на разликата помеѓу плати на останатите вработени. Конфедерацијата на слободни синдикати ја обвини владата дека по утврдувањето на минималната плата ја манипулира јавноста и административците со лажни изјави за поголеми приходи и ги игнорира синдикатите. Минималната плата требаше да се покачи, ние дававме цврста подршка на Сојузот на синдикати на Македонија, но не можеме да дозволиме понатамошно манипулирање со јавноста и со членството околу скалестото покачување на минималната плата. Пола од вработените во Република Македонија, тоа се 400.000, взимаат негека до средна плата која што е негдека околу 21.700. Тоа значи дека пола од работниците живеат во сиромаштија. Вчера пак владата на седница го утврди текстот на предлог законот за административни службеници кои меѓу другото се однесуваат и на покачување на платите. Со него треба да се постигне еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор и да се усогласат останатите плати на административните службеници. Исто така како долгорочна цел се обезбедува континуитет на промените на платите во администрацијата во однос на минималната плата на национално ниво. Колку ова ќе биде доволно синдикатот да се откаже од протести и штрајк ќе се знае на крајот на март, но за сега е малку веројатно дека такво нешто ќе се случи, зашто според КСС предложениот закон веќе бил одбиен на економско-социјалниот совет.